Сведоци сме на општествени стереотипи. За жал, се уште има позиции во политиката и во бизнисот кои што се резервирани за мажи. Плати повисоки за мажи во однос на жени, женско насудство и така натаму. Меѓутоа, она што е позитивен зрак е тоа дека се повеќе жените заземаат лидерски позиции и во политиката, и во бизнисот. А факт е дека кај жените има капацитет кој што е докажан и во глобални размери и локално. Сведоци сме се дека во нашата академска заедница имаме професорки кои што се реномирани, признаени. Јас би ги охрабрила сите жени да ги прифатат предизвиците, да се охрабрат и да ги прифатат лидерските позиции, затоа што се жените инклузивни, интуитивни би рекла, можеби многу повеќе емпатични во однос на мажите, па затоа и женското лидерство има исто така големи резултати како и кај мажите. Првите 100 дена од мојот мандат фокусирана сум на 3 главни приоритети на кои што интензивно работиме. Тоа е интернационализацијата на УКИМ. УКИМ во партнерство со уште 8 други универзитети од Европа во моментов интензивно работи на конципирање на алијансата Across EU. Алијансата се реализира како повик на Европска унија. Алијансата ќе значи трансформација на универзитетот во насока на постигнување на повисоки европски стандарди, тоа во делот на настава и наука, во делот на иновации и технолошки трансфер и во делот на општествен импакт. Алијансата ќе се потпира на 3 центри. Еден од нив е настава и наука. А во делот на настава и наука бенефитот е најголем за студентите. Прво, заради развој на заеднички студиски програми, заради синхронизирање на студиските програми и заради можноста да се зголеми мобилноста на нашите студенти кон универзитетите кои што се членки на оваа алијанса. Членки на оваа алијанса се реномирани универзитети, вкупно 9 европски универзитети. Тоа се Универзитетот КАЕН од Нормандија, од Франција, Универзитетот Лапланд од Финска, УМЕА од Шведска, Валадолид од Шпанија, еден од најстарите универзитети на Европа, Универзитетот Пердубица од Чешка, Универзитетот од Сиена и нашиот универзитет. Втората компонента на која што исто така фокусирана во овие 100 дена со мојот тим, тоа е управување со квалитет. На универзитетот во моментов работиме на воспоставување на канцеларија, односно систем за квалитет во високо образование и наука, така што на еден синхронизиран и хармонизиран начин ќе се следи квалитетот во високото образование и науката на сите единици, а резултатите ќе се сублимираат во еден центар, тоа е Советот за квалитет на универзитетот, од каде што потоа со нивна сублимирање, анализи и така натаму ќе произлезат соодветни мерки и политики за подобрување на квалитетот на високото образование. Третата компонента, последна, но не и најмалку битна, се разбира една од приоритетните, тоа е дигитализацијата на универзитетот. Кога велам дигитализација, пред се мислам на дигитализација на студентските сервиси, односно се она што единиците, факултетите го даваат како услуга на нашите студенти. И второ е дигитализација на сите услуги кои што меѓусебно ги даваат единиците, меѓу единиците и универзитетот, односно на целокупниот систем на работа на универзитетот. Така што дигитализацијата ќе се одвива фазно, но приоритетно дигитализацијата ќе оди во насока на дигитализирање на услугите кон студентите.